Добар ден и од мене, ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Многу родители се одлучуваат нивното дете да не го запишат во градинка до 3-та година и ангажираат дадилка да го чува додека се тие на работа. Кој се може да работи како дадилка, односно како жена за чување деца, е прашањето кој што ќе го поставиме на денешните гостинки од Македонската асоциација на дадилки, а тоа се Марија Цветановска, стручен соработник, и Сонја Аризанов, незин председател. Добре ни дојдовте. Како дадилки во Македонија најчесто работат жени до 55 години кои што изгубиле надеж дека некогаш ќе најдат работа или се технолошки вишок или нивната фирма е во стечајна постапка или едноставно останале без работа, но исто така тука спаѓаат и пензионерките кои што не може да преживеат со пензијата, па им е потребен дополнителен приход. Каков треба да биде профилот на дадилката? Кои услови треба, кои критериуми да ги исполнува за да може да се занимава со оваа работа? Така, па, ние би сакале да го потенцираме, еве, како асоциација на дадилки, како ние гледаме на ова прашање во однос на згрижување и нега на деца, како едно интегрално прашање во политики на вработување, во социјални политики и во политики на родова еднаквост. Поради тоа сметаме дека дадилките се личности кои што не само да ги чуваат децата, туку на семејства им овозможуваат потполна поддршка, посебно на до душа и на мајки и на татковците, меѓутоа посебно на жените кои што после породување треба да се вратат на пазарот на труд или на свое претходно работно место или започнуваат со нова работа. Согласно на тоа, на дадилките гледаме како на професионални личности кои што ја вршат дејност на згрижување и нега на деца, и по тоа подразбираме не само основна нега и грижа на деца, туку и дел од воспитно-образовен процес согласно на возраста на детето. Очекуваме од дадилките да ги исполнат основни дневни потреби на детето, како што се хигиенски потреби за исхрана, меѓутоа исто така и едукативни активности согласно на возраста на детето, прошетка, начин на социјализација на децата кои што не одат во градинка, а сепак тоа им е потребно, бидејќи има деца кои што се чуваат во домашни услови до 3 до 4 години, некои до 2, зависно од семејство до семејство. Меѓутоа дадилката е таа личност која што треба да не направи таа спојка да детето почувствува сите оние работи кои што би ги почувствувало и во градинка, само на еден друг начин, прилагодено кон детето и кон семејство. Активно да ги следи потребите на детето во зависност од неговата возраст. Така е. Иако кај нас изгледа сето тоа се сведува на чување дете и задоволување на неговите основни потреби, хигиенски, да го нахрани детето и евентуално да додека дојде родителот да го успие, се сведува по принцип на тоа. На некој начин да, меѓутоа иако понекогаш се мисли дека децата се мали, например дадилките почнуваат да го чуваат детето од 6 месеци или од 9 месеци, меѓутоа децата на таа возраст знаат и умеат да распознаат личноста која што им е посветена. Постојат активности, моторички вежби и други некои работи кои што дадилката може да му возложи на детето, пример, не знам, да го учи како да, не знам, слага коцки за да вежба моторика или нешто слично на тоа. Иако се мали, децата се како сунџери, све впиваат и земајќи во предвид дека личноста која што поминува со нив најголем дел од денот, секако таа треба да има соодветни вештини за да може да го исполни ден активно. Така, обично помладите жени би можеле да бидат поактивни да ги исполнат повеќето од овие задачи, но родителите кај нас се чини дека се недоверливи кон помладите жени, смета дека немаат искуство, дека нема доволно да се грижат за нив и слично. Дали имате впечаток дека е тоа така кај нас во Македонија? Во принцип да, посебно кога е во прашање прво дете, родителите повеќе сакаат личноста која што веќе има искуство, дали свое лично или веќе има чувано деца во градинка или во домот на семејство, повеќе се чувствуваат сигурно ако е тоа веќе некој што го поминал процесот. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се јавуваат и семејства кои што сакат дадилката да се адаптира на нивниот начин на воспитување, бидејќи смета дека повозрасни дадилки веќе имат поставено одреден систем како го чува детето, како го исполнува денот. Помлади семејства се така пофлексибилни, значи имат подруг начин на размислување, подруг начин на воспитување на децата, и има семејства кои што се одлучуваат да ангажират дадилки без било какво работно искуство со цел да ја подучат на нивниот начин, нормално со присуство на мајка, барем во првите
2-3 месеци за да се фати некој ритам. Јас сакам се надоврзам на прашањето. Од друга страна, помладите профили на дадилки, се оние кои што имаат најчесто високо образование, дали од област на педагогија, психологија, дефектологија, и затоа што денес имаме голем број на деца кои што понекогаш имаат и некои проблеми во развој или останати пречки, а сепак помладите профили на дадилки кои што се стручно обучени, во тој контекст можат воспитно-образовниот процес да го водат многу подобро. Значи и постарите жени и помладите дадилки онака го сакат и се грижат за детето, меѓутоа во однос на барањата на родителот во која насока би се водел процесот, дали тоа ќе биде само чување на дете и негова грижа или пак ќе биде дополнително воспитание, спремање на школа, затоа што според мене како психолог периодот од 0 до 5 години, предшколскиот период е особено битен за развивање на сите процеси кои што се неопходни за детето да прерасне во една здрава личност и структура. Кога родителите дават оглас дека бараат дадилка или бебиситерка, обично се јавуваат и жени кои што сметаат дека е ова лесна работа. Сега, кои треба да бидат реалните очекувања? И на жените кои што чуваат деца, но и на семејствата. Па видете, да, има една реплика која што нон-стоп се повторува, што прави, не прави ништо, чува дете. Да. Седи во домот во едно убаво обкружување и не прави ништо. Меѓутоа, тоа не е така. Значи, ние треба да појдеме тоа не како ние ги чуваме деца, бидејќи тоа ако ние имаме наше дете, тоа е наше дете и наша обврска како родител да го згрижиме. Очекувањата на родителите се повеќе и повеќе се повисоки критериуми каде што барат дадилките да знаат да пристапат и кон детето и кон семејство. Од друга страна, да, имаме дадилки кои што се насочени само кон грижа и нега, па дури и кон некои домашни обврски во домот на семејство, меѓутоа прашањето е што сушно сака семејство. Дали сака некој кој што ќе го прати детето, кој што ќе го следи неговиот развод, кој што ќе му помогне на детето да ги развива своји потенцијали, понатаму полесно да му овозможи адаптација во градинка, или е прашањето некој да е со детето за да не е само. И тука е таа разлика помеѓу професионална дадилка и помеѓу некој кој што седи со детето и него анимира. Значи, може некој да седи со дете, да гледа телевизија, да игра игрица или не знам, ама тоа не е чување на дете, тоа е едноставна грижа, родителите не се дома, детето не е само, некој седи со него. Значи, тоа не е она што го очекуваме ние од дадилки кои што се дел од нашата асоциација, меѓутоа пак ќе повторам, родителите све повеќе и повеќе ги зголемуваат критериуми во насока да барат личност која што знае во кој момент и како треба да направи, како да комуницира со семејство, кога е видлива, кога е невидлива, значи сите тие работи кои што вклучуваат и некои soft skills, односно вештини за комуникација и така натаму, дадилките треба да ги поседуваат. Така, затоа често може да се прочитат коментари од родители дека многу е тешко да се најде добра жена за чување, жена од доверба и слично, и до некаде се во право, бидејќи ве споминавте што се е потребно за детето да биде згрижено на вистински направилен начин и да напредува во тој период психомоторно на секаков начин. Сега, дали постојат специјални обуки за дадилките? Можат ли родителите да побараат од дадилката да има некаква обука, некаква потврда дека би можела да ги исполни нивните очекувања во однос на сето тоа што го зборувавме до сега? Так, па ние сакаме да се пофалиме со нашата обука, да речеме на некој начин да ја презентираме. Во текот на минатата година нашата асоциација има верификувано обука за негувателки на деца при Центарот за образование на возрастни на Република Македонија, и со таа обука сметаме дека носиме една професионализација на пазарот на трудот која се во прашање негувателки на деца. Значи, тоа е прва обука која е модуларна во овој дел и која што, значи, опфаќа различни модули, зашто Марија малку повеќе ќе ви каже, и со која дадилките на вистина добиват одредени професионални вештини кои што понатаму практично може да ги употребат. Во таа насока, за да дадилките може да се стекнат со практични вештини, нашата асоциација има
остварено соработка со градинки на територија на општина Центар, каде што во нареден период, почнувајќи од јуни месец, ќе се одвиваат обуки во сите три објекти во градинките и дадилките кандидати ќе имат можност да поминуваат од прва група, од јаслена група до голема група во градинка, значи ќе ги поминат сите групи за да ги видат различни возрасти на децата, какви се нивните... запознаат со раниот детски развој. Така е. И дополнително на тоа ќе има теоретскиот дел на обуката, каде што ќе им бидат представени можности како за нивното вработување и самовработување во нареден период и исто така други одредени вештини кои што ги сметаме како потребни. Така, какви се модули ќе поминат оние кои што ќе се јават на обуката? Што се ќе може да добијат како информација кои што ќе ја искористат потоа во нивната работа со децата? Значи, при одбирање на содржините во однос на модулите, ние многу внимателно одбиравме кои содржини ќе бидат застапени, се со цел една дадилка или личност која што ќе се грижи или ќе работи со тоа дете, да може да се снајде во било кој период од неговиот развој. Значи, модулите започнуваат од период на новороденче, тоест од 0 години па се до 14-та година на детето, со тоа што почнувајќи од периодот на новороденче, нормално основната грижа на новороденче, неговата исхрана, како и актуелните проблеми кои што се појавуваат, тоа е како еден одделен период, затоа што сепак тоа е почеток и за семејството, почеток и за дадилката во тој период. Потоа од 1 година па се до 5 години, значи имаме се е обрнато големо внимание во однос на когнитивниот развој, на емоционалниот развој, на развивање на моториката, што сметам лично јас дека е од голем придонес, затоа што личноста која што ќе ги има познавањата за развојните етапи, ќе знае и точно да одговори на нив со тоа што ќе му даде еден позитивен развој на детето, кој што е од исклучителна важност, особено во предучилишниот период. Исто така затоа што ние како дадилки се соочуваме секојдневно со предизвици и со некои неочекувани ситуации, многу е битно за нас и за семејството и за детето за кое се грижиме, да знаеме како да одговориме на ситуацијата. Па затоа имаме и модул за прва помош, каде што ќе се објаснуваат дополнителните ситуации од типот на алергии, гушење, каснување или убот од некој инсект и како ние да можеме да одговориме на тие ситуации. Исто така ќе имаме и модул за исхрана, затоа што знаеме дека денес голем дел од децата имаат проблеми со прекумерна тежина, а исхраната е особено битна, посебно за дадилката која што ќе се грижи за тоа дете, како да го внеси здравиот начин на исхрана и како да одговори на барањата на родителите. Затоа што имаме безглутенска исхрана, имаме исхрана на родителите кои што се од групата на вегетаријанци или вегани и сето тоа како дадилката би можела да го осмисли и да се вклопи во нивниот концепт на едно семејство. Така, многу корисни информации кои што може да помогнат во работата. Каков е интересот кај нас? Дали се јавуваат жени кои што би сакале да работат како дадилки и би сакале да поминат оваа обука? Сега за сега имаме голем интерес, меѓутоа со целта на ефективно изведување на самата обука, значи групите кои што ќе се формират ќе имат до 12 учесници, за да бидејќи во таква група може да се работи ефективно и самите ментори и обучувачи ќе имат можност да работат и на поединачни случаеви и на соодветен начин да им ги пренесат знаења. Голем интерес, можам да кажам дека голем интерес постои кај родителите кои што се јавуваат и прашуваат кога ќе има таа обука за да можеме понатаму да ги имаме тие обучени дадилки. Меѓутоа она што не го спомнавме, а што е нешто што е актуелно и што е законска регулатива во Република Македонија е да постојат лиценци за негувателки на деца. Во однос на тоа, со самите лиценци се опфатени како лица кои што работат во градинки, негувателки на деца во градинки, но исто така и дадилки кои што работат во домот на семејство и физички лица кои што во свој дом вршат дејност, односно имат можност да згрижуваат од 3 до 5 деца. Така, тоа е во Македонија, тоа е Закон за заштита на децата. Закон за заштита на деца од 2013 година. Според кој што жените што чуваат деца задолжително мора да имат лиценца со која ќе докажат дека се здрави, способни да чуваат и да се грижат за децата додека нивните родители се на работа. Така е. Бараат ли родителите ваква лиценца, имате ли искуство такво, дали се интересираат за тоа или пак сепак интуитивно во комуникацијата со онаа жена што ќе дојде како кандидат да работи во улога на бебиситер, па сега одлучува дали им е компатибилна или не?
Па понекогаш е тоа, да, понекогаш е тоа клик на самото интервју ќе препознат личноста за која што смета дека ќе се вклопи во нивното семејство. Кога се работи за лиценци, да, родителите прашуваат што е тоа лиценца, меѓутоа кога ќе разберат за што поточно се работи, на ниво станува одлука дали е тоа нешто што им одговара. Она што е битно да се каже дека на лиценците не им претходи обука и дека значи има само полагање на еден испит со кој што сметаме дека критериуми се уште не се доволно високи, бидејќи се работи за исклучително одговорна професија и сметаме дека критериуми во овој дел треба да бидат многу повисоки за да една личност кога ќе се стекне со лиценца или со сертификат, на вистина е личност во која што ние можеме да имаме доверба дека може самостојно да врши дејности и да чува дете, дали во свој дом или во домот на семејство. Има ли агенции или пак имате во план да отворите агенција со даделки, со бебиситерки кои што поминале низ оваа обука, каде што родителите би можеле да се обратат и да договорат контакт со некој од нив? Во Македонија има повеќе агенции кои што работат, меѓутоа со истиот закон за заштита на деца се предвидени посебни услови доколку за агенции за чување на деца кои што се регистрирани според овој закон. За сега во Македонија има регистрирано 2 агенции за чување и нега на деца, од тоа е една агенција со која што ние соработуваме. Значи, некои 4 години назад постојат 2 лиценцирани агенции кои што се лиценцирани од Министерство за труд и социјална политика. Колка е од прилика работното време на даделките, колкава е просечната плата за даделките во Македонија? Во принцип тоа зависи од бројот на работните часови, од бројот на деца кои што се згрижуваат. Семејства имат побарувања во однос на полно работно време, каде што даделката работи 8 часа, или имат скратено работно време, кога даделката, пример, превзема детето од градинка, па го носи дома, или во предпладневни часови го чува, зависно. Понекогаш има потреба и за бебиситинг, за навечер кога излегуваат семејства, или сабота, недела имат некои деловни обврски, значи итни побарувања, детето се разболело, денес не може да во градинка, барат бебиситерка за неколку сати да го надмине тоа, така да секое семејство си е посебно и единствено и секој си има различно побарување. Така, во Европа се смета дека ова условно речено професија за која што ќе има се поголем интерес, но сметате ли дека тоа би било така и во Македонија со оглед на стандардот што го имаме овде? Тоа веќе е така, тоа што професијата во момент не е ценета, тоа е сега последица на некои други работи. Меѓутоа, целосна европска агенда е насочена кон тоа дека згрижување и нега на деца е интегрален дел од политики за вработување. И пак ќе се вратам на почетна точка дека ако сакаме да имаме родова еднаквост, ако сакаме жените да се вклучени на пазарот на труд, тогаш мора да имаме алтернативни начини на згрижување на деца за да тоа се и на вистина случува, а да има побарување има големо и во овој момент во Македонија. Така, јас би сакала да кажам од страната на дадилките дека и ние самите како дадилки, како луѓе кои што работиме со децата, мора да ја цениме нашата професија и да се обидиме да истакнеме на што поголемо ниво. Токму поради тоа и целта и намената на нашата програма, со тоа што ќе бидеме поквалификувани и ќе имаме поголем грб зад нас, за да можеме да излеземе и да кажеме дека да, нашата професија е вредна, нашата професија треба да се цени и колку сме поголем број поквалификувани, толку ќе можеме повеќе да се избориме за да појдеме на едно ниво малце повисоко. И созема на крај, тешка ли е оваа професија? Па, исклучително тешка. Исклучително тешка. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, и ви благодарам што на убав начин на родителите им ги појаснивте сите аспекти на оваа професија, а и на оние жени кои што би сакале да работат како даделки, дека имаат можност да поминат обука и на некој начин професионално да се вклучат во оваа професија. Ви благодарам. Благодарам. Тука го закружуваме денешното издание на емисијата, се гледаме секој работен ден. Пријатно.